Јас мислам дека тука игра важна улога критиката. Значи, имам колеги во Словенија, на пример во Словенија ако направиш зграда, наеднаш се појава архитектонска критика која што ги објавува сите планови на интернет и пишува што све е лошо направено и буквално, значи, не мора секогаш законот тебе да те казни парично или слично. Во странските земји фрлиш пикавец на улица, човекот ќе ти рече што правиш. Така што никогаш и таа култура на критика, мислам, не сега хейтање, него професионална критика, зашто е лошо направено, дали во архитектура, дали во филм, дали во музика, така, значи една критичка сцена која што ќе направи критика за кој што направи. Ти биде незгодно ако прекјутиш, а? Ќе размислиш. Значи правно законот нас правно не е регулиран, така како што треба за лобирање. Меѓутоа проблемот е свеста на граѓаните. Како заклучок би дошло или односно не наоѓањето на начин каде може да се поинтира притисокот, да речеме, и каде се случува корупцијата, за да има вакви градови како што имаме сега. Замижуваме, изгледа многу работа. Така. Па да, јас мислам дека делумично е така. Закони постои, меѓутоа мене ми е смешно сега ние слепо да гледаме во законот, едноставно имаше на свест кој што знае што е добро, што не е добро и колективна свест за што е добро и што не е добро. Еве, ти работиш во Скопје како архитект, така, кој те предизвикот во Скопје да работиш? Покрај, мислам, ние знаеме каков е урбанистичкиот план на Скопје, знаеме колку во минатите години некако бил злоупотребен градот. Колку мислиш дека може да се опорави тоа и дали доколку влеземе во Европска унија, градот може да добие во однос на урбанистичкиот план некакво си подобрување? Вака, значи, јас сум заљубена во Скопје, се разбираме, без разлика што и да се случува, за мене тоа е предизвик. Јас студирав во Италија, моите магистарски ги завршив таму, меѓутоа сум работела и работев и во Русија и така натаму, меѓутоа колку и да си во некоја друга земја, ти си аутсайдер и никогаш не можеш да имаш не знам, значи тука моите родители пораснале, ми раскажувале приказки, моите баби дедовци, едноставно имам меморија историска за градот. Така. И чувствувам некаков сензибилитет за секој простор. И без разлика каква е ситуацијата, никогаш нема да бидам тапа е тука се, него баш it's my time to change it. Заради тоа сум архитект, јас сум доктор на градот, ние сме доктори на градот и ние мораме да го лечиме, значи да ги наоѓаме проблемите, да наоѓаме решенија, тоа е предизвик.